Макрон е арогантен, а Тимоние навредува. Не запираат нападите кон Франција од луѓе блиски до власта. Поранешниот амбасадор и поддржувач на СДСМ Ѓорѓи Спасов, без грам, макар и дипломатско воздржување, продолжува да ја става Франција на обвинителен стол, откако земјава повторно извиси за датум за старт на преговори со Европската Унија. Еден таков дипломат ке се срами од своето подаништво, напиша Спасов на Фејсбук. Дали ова му доликува на еден поранешен амбасадор, го прашавме директно Спасов. Да, сосема е дипломатски и коректно. Ако некој смета дека владата во земјата домакин со маркетиншки трикови го излажала својот народ, тогаш тој не само што не се однесува со почитување кон земјата домакин, туку својата лична перцепција која нема врска со реалноста сака да ја наметне како вистина. Спасов не гледа вина во власта, а очекувано на иста линија е и подпредседателот на СДСМ Мухамед Зекири. И тој удри по Тимоние. Изнесе тврдење дека му биле јасни ставовите на францускиот амбасадор, бидејќи го советувал некогашниот советник на Иванов, Синиша Алексовски. Зошто власта отвара дипломатска војна со ваква клучна земја како Франција? Имате ли докази за ова малку коментар околу ова? Може ли телефонски да ве снимам да ми дадете? Значи, коментар немам што да дополнам на тоа што го кажав вчера. Останувам на тоа што сум го изјавил, а и Тимоние и Синиша знаат колку често се гледаат и од колку време се гледаат. Поранешниот амбасадор Јован Донев смета дека ова е театар во кој главни глумци се Заев и Димитров, бидејќи како што вели, во надворешната политика извинување нема. Власта знаела дека Македонија ќе добие големо не од Франција. Нашето Министерство на надворешни работи си ја вршило работа која што треба, не можело да не знае. Нема изненадување во надворешната политика, знаете. И професорката Ганка Цветанова вели дека џабе се сите напади кон Франција и Тимоние. На Твитер напиша: никој не им е виновен на експертите кои поверуваа во приказната за преспанскиот договор и нереалните лажни ветувања кои произлегоа од него.